Здраво на сите, добро дојдовте во моето ново видео. Време е за фудбалски вести. По завршувањето на преворот Реал Мадрид со Селта Виго, каде што Реал загуби со 2:0, имаше една снимка и слики кои што се споделува на социјалните мрежи. Една од нив е Карлос Мегија Давилја, кога му приоѓа на главниот судија со некоја гестикулација и му кажа дека нешто не е окей. Тука гледаме дека е обкружен сликава со Белингем и со Винисиус. Иначе Карлос Мегија Давилја, за тие што не знаете, е вработен во Реал Мадрид, тој што ги пречекува судиите и поврзане со многу случаи во минатото, односно неговата жена Јоланда Парга Родригес беше контрола на утакмицата Гетафе Барселона, каде што се заврши 1:1. Како што може да видите, Јоланда Парга Родригес од лева страна неговата жена, која што, како што напоменав, беше контрола на утакмицата Гетафе Барселона, каде што заврши 1:1. А ова од десна страна Мегија Давилја, кој што е бивши судија, а моментално вработен во Реал Мадрид. Дали ова крај на судиската кариера на Алехандро Кинтеро, кој подели 7 жолти картони, 3 црвени картони на целиот надпревар и многу спорни одлуки. Врска со исклучувањето на кариера, бидејќи му упатил навредливи зборови кон судијата, односно you are terrible или ужасен си, по казниот член од 124 може да биде казнат со минимум од 2 надпревари, а исто така за истата казна беше казнат и Пере Милја со такви зборови и кој заврши исто 2 надпревари. Интересното е што беше казнат и Ендрик. Меѓутоа на Ендрик му остануваат секако уште 2 надпревари до крајот на сезоната, бидејќи не е стандарден, се очекува дека ќе замине во Лион, така да мислам дека ова е крајот за него во Реал Мадрид. Лоши вести за фановите на Реал Мадрид, односно после повредата на Милитао, која што се очекува да паузира од 3,5 до 4 месеци. А исто така и Мбапе се здобил со повреда на прстот, бидејќи не се појавил на денешниот тренинг, знак прашање утре дали ќе може да игра против Сити. По заменувањето на Модрич, совлекувалната ја има завземено Чуамени, кој што има право да каже збор 2 за неговите соиграчи, каде што изјавува дека доколку не играме со максимален интензитет, ќе биде многу тешко да се победи против Сити. По завршувањето на преварот, одма е свикан состанок недела према понеделник, каде што е разговарано за надпреварот кој што се одигра на Селта Виго со Реал Мадрид и условите за Чави Алонсо, каде што му е даден ултиматум на надпреварот утре со Сити, доколку Реал Мадрид не победи, најверојатно, односно не најверојатно, туку сигурно Чави Алонсо ќе биде отпуштен. Виката која што кружеше низ социјалните мрежи, каде што Родриго му се внесува на главниот судија Алехандро Кинтеро во лице, каде што и Родриго се спаси од сериозноста за црвен картон, а исто така и Белингам упати некои навредливи зборови, само што најверојатно судијата или го слушна не геше да реагира, или не геше да создава проблем. Во врска со утакмицата, многу од вас мислат дека Кинтеро ја одсуди топ, односно многу од вас највачите на Барселона. Меѓутоа имаше многу големо незадоволство од највачите на Реал Мадрид, кои што мислат дека Ептен строго се има одсудено утакмицава и многу жолти картони и црвени картони. А Кинтеро важи за судија кој што не толерира и може да се види дека во неговата статистика на последните 4 утакмици скоро на Сити има доделено црвени картони. Дали ова знак прашаник за Кинтеро и дали му се заканува суспензија за втора лига, ќе видиме во соопштението на арбитражата. Фала ви за сите што го изгледавте ова видео и пишете во коментар дали ви се допаѓаат вакви видеа и што мислите за ситуацијава, дали Реал е оштетен или сепак праведно е досудена оваа утакмица. Игра Реал Мадрид против Сити. Пишете во коментар што мислите кој ќе победи и да видиме дали некој од вас ќе победи точен резултат. Тоа беше се за фудбалските вести, оставете лайк, сабскрајб и се гледаме во некое наредно видео. Поздрав!